Поранешната јапонска сумо звезда Јама има боречка сесија со монголскиот сумо борач кој освои 14 рекордни мечеви без загуба на годинешниот US Sumo Open. На неодамнешниот час сумо, Јама, поранеше професионален сумо борач кој во Јапонија е познат како Јамато Гојама, ги изложува неговите студенти на тежок тренинг. Јама стигна до највисоко ниво во професионалниот спорт, но беше принуден да се пензионира 2011 како еден од речиси 20 на борачи фатени во скандал за местење над превари. Така што тој дојде во Америка за свеж почеток. Мислам дека нивото на американското сумо борење е подобрено во споредба од пред 10 години. Не знам како точно да го дефинирам нивото, но се уште не е доволно добро да победува на меѓународни надпревари. Тој се надева дека го промени тоа. Аматерското суми борење привлекува и мажи и жени. Тренингот е различен за секој ученик. Дефинитивно е поисцрпувачки отколку што изгледа. Играта се чувствува како да е 5 секунди, но го користите секој мускул во телото. Јама тежел над 270 километри кога неговата кариера била на највисоко ниво, односно најтешкиот сумо борач кој некогаш бил роден во Јапонија. Надминат меѓународно само од Орора од рускиот крајен исток, како и Кониски од Хавај. Аматерското суми има категории во тежина. Она што е супер е што во аматерското суми имате можност дури ако сте мали да победите некој што е многу поголем од вас. Јама вели дека вештините се најважни. Се сведува на тежина и време во сумо борење. Со стабилна рамнотежа луѓето може да победат. И вежба додека учат нови вештини, независно од големината.